Националната земјоделска мрежа не го признава новоформираниот сојуз. Се сомневаат во диверзија на чело со Кире Ристевски. Категоричен е денеска председателот Ѓорги Каракашев. Овој сојуз не е легитимен, барем ако се повикаме на закон за тутун и тутунски производи. Зошто? Затоа што законот во тој дел е многу дециден, значи за да се формира таков сојуз, да добие овластување од страна на министерот, треба да има барем 1/3 од вкупно запишаните во регистарот на тутунопроизводители. Ако се водиме од бројката дека сега имаме 17.000 запишани регистрирани тутунопроизводители, значи треба да има минимум 6.000 членови, што ние де факто се сомневаме дека го има тај број, така да се сомневаме и во легитимноста на сојузот. Иначе легитимноста на сојузот добива по овластување од страна на надлежниот ресорен министер, односно министерот за земјоделие. Според Каракашев, тие дефинитивно не се дел од тој сојуз како што се тврди. Значи, Националната земјоделска мрежа не е дел од новоформираниот сојуз, нити сме консултирани, нити сме прашани, нити некој не е консултирал. Поради кои причини тоа останува енигма. Односно, треба да ги прашаме тие што го дават овластувањето. Формираната откупна цена на тутунот е каменот на сопнување. Сојузот се согласува, а Националната земјоделска мрежа не. Зошто? Нашиот официјален став и си стоиме на тоа дека овогодишната откупна цена треба да биде 600 денара просечна откупна цена и си стоиме на тој став. Значи, за разлика од нас слушаме неофицијални изјави дека тутунот ќе треба да се цени според класи, според критериуми, што е тоа мислиме неприфатливо од наша страна, затоа што тутунарите дефинитивно ќе се откажат од гледување на културата бидејќи нератабилно. Значи ние упорно се држиме на ставот од 600 денара за откупна цена за килограм тутун. Каракашев вели дека Националната земјоделска мрежа и понатаму останува монолитна. Таа функционира веќе 2 години и брои над 1000 членови.